Новите докази за начинот на кој била поставена и користена пеплосаната модуларна болница во Тетово го отвори прашањето што се случува со останатите 16 болници. Функционираат или не и дали во нив се направени било какви измени за да бидат безбедни за користење. Познати се пропустите во изградбата, дека се направени со материјали кои се лесно запалливи. Вештачењето на германските експерти кажува дека огнот настанал по употребата на дефибрилаторот. Огнот и високата температура се повеќекратно засилени поради високото количество на кислород во објектот и дека поради тоа болницата изгорела ужасно брзо. Прашањето е колку од останатите модуларни болници се користат и кој ги одржува. Министерството за здравство за сега не открива. Од сликата на терен дел од монтажните болници се под клуч. Некои се користат како дневни болници, трети за привремено сместување на пациенти, додека се реновираат болничките капацитети. Дел прокапуваат, други фаќаат пајажини, а само мал број се во функција. Но колку надлежните молчат. Например, болницата во Гевгелија ја користи модуларната болница како дневен центар. Во Гостивар објектот до пред 1 месец се користеше како детско оделение, додека одделот во болницата се реновираше, а претходно беше користено како пункт за имунизација против ковид. Клуч има и на вратата на Струшката модуларна болница, но за неја веќе известно време се размислува да се пренамени во интерно оделение, со што ќе се намали притисокот врз овој регионален центар. Во екот на пандемијата 2020 година, Министерството за здравство одлучи во 16 градови во земјата да се формираат ковид центри со цел да се подготви здравствениот систем за најавениот бран од COVID-19, а од друга страна да не се компромитира редовното работење на болниците и здравието на другите пациенти. Вакви монтажни објекти беа изградени онаму каде што веќе постојат општи болници. Гевгелија, Куманово, Кавадарци, Струмица, Кичево, Дебар, Гостивар, Струга, Кочани, Охрид, Велес, Тетово, Штип, Битола, Ресен и Прилеп. Според информациите на Алфа, наалармантен е објектот во Охрид каде има дефект на покривната конструкција и чекаат од Министерството кога ќе биде саниран. Во Струга прават анализи за што можат да го пренаменат, а под клуче и модуларната болница во Струмица, каде велат дека може да послужи за амбулантски дел. Кога беше поставувањето на монтажните објекти до болниците, тогашниот министер за здравство изјави дека намената нема да им биде само за ковид, туку и за други здравствени услуги.